Она што сум го замислил јас со време, полека, не само што е остварено, него мислам дека е и преминато. Мислам дека нема да претерам ако речем дека над 30.000 фотографии има. Да не зборам за негативи и за ова. А филмовите што сум ги снимал, не можам да ви речем колку се на број. Али и тие има едно 3-40 веројатно. Што би вредело да се забележат вака. А има репортажи и други работи, тоа да не ги збориме колку има и што има. Комшилук имаше еден кој сода вода правеше, али се занимаше и со фотографирање на ето така фамилии. А тога е така беше времето, така фотографите работеа, не беше само фотографски дуѓа, него ето така луѓе работеа. И го донесе у дворот, не намести таму на едно место, го стави штативот и со црното платно го стави и почна да гледа низ црното платно, па не вика ваму, па погледни таму, па ќе го стави црното платно, па ќе дојде да намести. Ја го гледам него и се почна да ми се врти мозок од мене и у школа, тога е трети рад за основна школа бев јас, и доаѓа у школото магионичари, па со црно платно од шеширот вадеа разни работи и мене ми се учини дека и овој е магионичар, некој па ќе ни направи слика. Таа магија тога и влезе у мене и до ден денеска еве го се занимам со таа магија. Почнав да се занимам со фотографија од први рад за гимназија, кога бев, значи дека 10-11 години. Имаше дечки базар, се сеќавате, имаше Кино Балкан, кај што беше. До Кино Балкан, тоа е зад католичка црква, кај што беше, тоа е сега урнато све. А имаше еден бечки базар, дуќан што продаваше играчки за деца. И по повод мојот роден ден на 7 март, еден наш роднина, поимучен, а зашто знаеше дека ние сме тен вака сиромашни, купил еден кинопроектор на гасегена лампа. И у кинопроекторот има 2 метра парче филм, тоа е 35 мм кој што е, али парче филм унутре, тоа е лента.
се става лентата унутре и се врти тоа и покрити некои направени. Еден филм беше 2,5 динара. И тој ми го поклони тој проектор на гасење на лампата, струја кој ќе има и така натака. И јас бев пресреќен за тоа што имам нешто што ниедно децата немаат овај. Сега што станува? Јас не е работа само јас да гледам него. Треба и на децата да им покажеме. Тога имав 13 години. И соседен мој школски другар, што седевме у клупа заедно, Апостол Шатев, зимавме тој кинопроектор на гасење на лампа и у избите на децата им прикажувавме да гледаат филми. Али бидејќи еден-два филма да гледаат не е ништо, треба е досадно. А јас пари немам да купувам по 2,5 динара филмови и тогаш се договоривме со овој да наплатуваме од децата по 25 пари, имаше надупната пара, за да можеме со тие пари да купуваме филмови и да они ги гледаат. Не за да печалиме, него, направивме првото детско кино во Македонија во тоа време. Исто време, јас сум трети раз гимназија и учам физика. А професорот по физика ми вика, сега, знаеш што, иначе ни е крај година, вика, ќе одиме на излет, ти ќе го носиш мојот апарат, ќе сликаме и кога ќе сликаме, со класната ќе се сликаме, како што се гледа на фотографијата таму, ќе дојдеш, ќе видиш како се развива филм. Ова е плочата, да те научам нешто да ти остане за спомен од мене. И тоа е целото моје школување за фотографија. И од тога више што стана. Јас одам кај фотографот да се фотографирам и му викам: дај, фотографирај ме, ама ќе ми ја даеш плочата, јас ќе си платам колку треба, ќе ми даеш хартија, ќе ми даеш развијач, ќе ми даеш фиксер, ќе си платам, сам ќе си ги правам фотографиите. И јас полека се занимав со таа работа. Татко ми, бидејќи немаше услови да ме продолжи да ме школуе, ме испиша, заправо не продолжив 4-ти разред. Класната што ми беше, таа не беше комши и таму, таа се скиде викајќи, немој да го оставаш, нека заврши барем 4-ти разред гимназија. Тоа 8-летка сега што ја вика ми. Вика, не можам. Вика, ја ќе му најдам работа. И ми најде работа на 2 доктори да им носам ручек со порции. И сега, што беше, јас ме упишаа у школу со 1 месец закаснение. 150 динара ми плаќаа на 300 динара месечно заработев. Тоа добри пари беа за тоа време. Сега, требаше да завршам јас 12,5, ке не пуштат од гимназија од школу, па ќе дојдам у непосредна близина од куќа моја сега. Седеше едниот доктор, а другиот беше кај Нова Македонија. Ке изјеам порциите, па ќе идам у хотел Турист, кај што е сега. Тука беше хотел Москва, ќе ми даат јадење и тоа јадење ќе го земам и ќе им го однесам нив на едниот, па на другиот и тек тога ќе одем дома за да ручам. Тоа мизерија беше тоа нашето јадење. Често пати дава по 2 колачиња ќе дадат, место за двојца беше тоа, место 2, 4 ќе дадат. Тога јас тие 2 што се повише, јас ќе ги зидам. И не им кажував на ништо. Меѓутоа, што се случи со професорот Борис Петковски? После
години, одиме заедно у Ниш и таму снимаме слики на Мартиновски. И сега одиме таму кај професорот, тој што му јаде колачите. И му викам, кога ме видам, вика, кој беше ти? Не можам, сега сум израстан, не може да ја познаем. Ја му кажам, јас сум што ви го носев порциите. Леле, благо е, вика, порасал си и така све. И сега ја му викам на него, сега, све беше убаво тога, само јас сум дужен сега да ви се извинам на вас за една работа што ве оплечкав за тие колачи. Почнав да се смее. Ајде, нека ти ја лал, вика. Откриваше во ликовите на нашите луѓе она што во нив е фиксирана не само нивната гола физичка екзистенција, туку и нивната социјална положба, нивната животна драма, нивната психологија. Благоје Дрнков треба пред се да го определиме како еден од создавачите на македонската визуелна култура. Јас него не го делам поради тоа што користел камера и фотографски материјал од првата генерација македонски сликари, настаната меѓу двете светски војни. Смета дека Македонија е неисцрпна ризница на поттици и на вредности што ни припаѓа нас како наследници на таа култура, но дека таа е толку значајна, толку голема, што таа му припаѓа и на другите, значи на целиот свет. Покрај фотографии, покрај црно-бели филмови, има огромен број, неколку илјади слайдови во колор, кои што прекрасно ќе служат на нашата наука и натаму. И затоа јас посакувам такви од Благоје Дрнков, кој знае уште колку време да го гледаме, да се радуваме во неговото присуство и да очекуваме дека нема да згасне неговиот творечки елан. Јас многу имав мерак да станам механичар. Имав усет еден за механички работи. Се запослив у една механичка работилница кај еден мајстор Радивој, најпосле познато у книжарница кај Васил Пупков до католичката црква имаше книжарница. И тука се запослив, со него се знаевме убаво, бидејќи до нивната куќа сум роден, ме познаат, и се знаеме убаво, и почнав тука да работам, и тука доста добро ми иде. Таму станав овај книговодител. Меѓутоа, навикнат јас веќе да лутам, да одам, да се занимам со излети, ово, ова досадно, ова работа. Меѓутим, со фотографија јас се занимам, ама без апарат, немам јас апарат, него ете така како порано што беше, али непрестанно се занимам. И сега јас тука кога дојдох у книжа кај овој книговодител што бев, Кашија, нашиот тој дуќан кај што беше, имаше еден германец, продаваше фотоапарати. Кај него купував јас хартија и развијачи и све. И ми вика, зашто ти си фотограф, а без апарат, ти немаш алат, вика, треба да купиш. Викам, ама треба пари, рекол, за таа работа. Вика, вика, ја ќе ти давам апарат, кошта 500 динара, 50 динара месечно плаќа и јас ќе ти го давам апаратите. Јас пресаќам.
Одмah го купив апаратот и почнав да снимам. И така почнав јас со фотографијата да се занимам. Сега со тој апарат почнав 9-12 на плочи, си ги развија сета таа работа. Беше чудна една работа што јас прво сликав група луѓе кај одеме излети, кај ќе идеме, јас се апаратот го носам и се ги сликам луѓето. Меѓутоа е интересно една работа. Ја никога не сакав да бидат тие само да се видат луѓето. Него секој пат сакав да се види каде се тие луѓе. Ако сме у матка, да се види дека е матка тука. Ако сме некој манастир, да се види манастирот таму дека е. Или било што, нешто, ама да се види, или пейсаж некој да се види. И онаа фотографија што ја видовте, првата објавена фотографија е една од тоа време што е снимена на едни од тие излети таму што сме оделе. Овај. Желбата почна да ми се јавува да идам да прикажам на луѓето. Така дојдов до објавување на фотографијата, а во исто време се да покажувам тие фотографии. А бидејќи бев и планинар и почнав планинарски снимки да правам, па да правим и изложби и еве така дојде и тогај јас ја направив и таа прва изложба што беше, што ја видовте таа фотографија кај што се лебедот у парк. Еве тоа е моја прва фотографија објавена на една изложба. Прво германски, па италијански, па енглески, па руски, па чешки, па да не зборам више другите, бугарски, српски и така натака. Сакам да ви кажам, тоа не беше само овај учење заради тоа да учам фотографијата, него ме тера ситуацијата ме тераше мене. Иначе, само заради фотографијата го учев германскиот јазик. Така да и француски забрев да кажам. Сега, кога јас работев у книговодител, осетив дека некако таа работа мене не ми лежи, бидејќи јас стално се движам нагор-надоле, ова седиш цел ден, само пишуеш овај, што во тоа има мајарија. И одев кај овој еден фототрговина имаше до дуќанот кај што работев јас порано во книжарницата, фототрговец, се занимаше со изработка на фотографии и така натака. Му бев на него исто кореспондент и книговодител, хонорарно. И еден ден ми вика, бе, што се гњавиш таму, вика, ти и таму работеш, ја дојде овдека, вика, ти ја плаќам, вика, добра. И тога ми даваше 1200 динара. Тој професор суплент имаше 900 динара, ја имав 1200 динара плата. Ама бев раководител, пословоđа. Одев по Београд, Загреб, купуев овие материјали за фотографии што е потребно све. Почнав да носам у дуќанот и кинокамери, зашто тука најдов прва кинокамера и 9,5 мм, тие првите снимки што сум ги правил. Така да дојдов у царството на мојата амбиција, мојата фотоапарати, кинокамери, све имаш у дуќанот. Можев да работам све што сакам. Ја почнав да снимам и у тоа време највише што ме занимаше нашите обичаи, нашите жетви, еве се оно што е животот на село, како се живее, што се живее, сите тие работи почнав да ги сликам и
почнав да ги редам тие филмови. Работев и со провинцијата. Така јас одев и продав фотоматеријали по другите градови. Така одев дури в Битола, па со Манаки се запознавме. Одев Делчево таму, Царево село, тога се викаше, таму беше Перч Стојанов. Он се занимаше и со фотографија. И бидејќи со фотографија се запознавме, и он доаѓаше кај мене да купува и станаме пријатели. А потоа некако он се вржа со сестрата на Киро Глигоров и направива свадба. А јас, бидејќи со Киро Глигоров од 35-та година сме другари стално, отидов и свадбата ја снимав на филм 38 година. Благој Дрнков присуствуваше на свадбата, ја сними целата церемонија и после тоа заклучил дека е тоа пример на во тоа време како изгледа една граѓанска свадба. Со сите оние салтанати и така натаму. Кога бев избран за председател, ја не знаев дека тој филм постои, а знам дека го снимаше. Еден ден од кинотека ми се јавија, имам еден интересен филм, ако сакаш да го видиш. Не ми кажујат што е. Да видиш една граѓанска свадба како изгледа. Отидов едно попладне, го проектираа и навистина ми оживеа сите ликови од тоа време. А од тогаш поминало веќе 50 години. Благој Дрнков го познавам од времето кога учев гимназија во Скопје. Се запознавме и неговиот дуќан, кај што он работеше, снимаше, продаваше фотографски материјали и слично, беше сврталиште за нас, гимназијалците, и се создаде едно блиско пријателство со него. Многу работи кои не сум знаел за Скопје, за минатото и така натаму, сум слушнал од него. Изваредно љубезен, комуникативен човек кој сака да има што повеќе пријатели. Дуќанот му беше на улицата, тогаш мислам да се викаше Крала Петра, која што врви до старата железничка станица. И тука, практично навечер, кога ќе излеземе на Корзо, сврталиштето е кај Благоја, тука има што да се чуе, тука нешто ќе научиме и така натаму. Создаде една колекција која е многу вредна и која и ден денеса, не само сега, но и во иднина, ќе има своето големо значај. Извонредно чесен човек, не му беше до пари. Он не го носеше таа страст. Ја треба тоа и тоа да го забележам, да се знае. Тоа е Македонија, тоа е нејзиниот народ и така натаму. И со тоа предизвикуваше респект кај сите нас и сите помалку научивме у неговиот дуќан и како се фотографира и кој апарат каква вредност има и така натаму. Кога почнав јас да снимам се повише и тие аматерски филмови, по тоа време, кога го откупив ја дуќанот и кога ја расширивме работата, тога се појави и у Охрид студентската колонија. Таму се собираа
напредна младина од цела Југославија, со сите тие наши луѓе, Мирче, Страшо, Хироглигоров, Коле Чашуле, кој више све не сета, онаа напредна младина што беше, али што е најважна една работа. Јас им ги прикажував оние филмови што ги имав снимено на 8 мм. Тоа се све наши, овие жетвари, оно, свадби, обичаи, разни ѓурѓезански обичаи и што све не, се им ги покажував тие работи. Сега, тоа беше огромен материјал. И таа студентска колонија траеше све до ратот, 41 година. Стана ратот и сега што стане? Јас прекинем секакви активности према надвор да се ни фотографирам, ни ништо. Само имам снимено на филм утакмица на Левски и македонска екипа овдека. Тоа го снимав за тоа што бугарите рекоа, ние ќе му ги скршиме на джина ногите ако треба, ама ќе победиме. А имаше еден джина фудбалер, тој беше еден најдобар играч на таа работа. И јас заради тоа отидов и тоа го снимав и секој пат беше джина у предмет. И на два пати имав кај што гледаа да го тепаат и на филмот се гледа таа работа, све. И сега, веднаш по ослободување, имаше еден ден италијаните по грешка го бомбардираа Битола. И соседен новинар од вестникот Вардав, тука што беше у Скопје, тој беше вака еден од напредните луѓе, се договориме заедно, отидовме у Битола да ја снимам ја на филм. Ја како снимав, ми приде Мирдо Манаки таму. Здраво, благо е, здраво, зашто се знаеме, ми е доаѓа он кај мене, купува материјал и така натака. Вика, ти снимаш на филм, а? Викам, викам, ова документација да се види Битола како е бомбардирана од овие што е бомбардирана. Вика, ај кога ќе свршиш работа, па после јас ќе ти кажам нешто, сакам да те видам, ќе пием едно кафе и ќе ти кажам нешто. И он ми вика, ти вика, не знаеш дека јас сум филмски снимател. Како бре, викам, зашто до сега не си кажал? Па вика, не сум, ајде викам, ќе идеме дома кај тебе да видам. И отидаме дома, ми покажа што има материјали, све тоа. Како он развијал, на кој начин он развијал оно кади едни, свето тоа, Викам, ова е одлична работа, само слушај да ти кажам. Чути трај, никоме ништо, никоме не кажува и сега. Зашто таква е ситуацијата сега, може да имаш и бели, некој да ти направи бела. Уште не сме здрава много, тоа е од 44-45 година. Прв беше Манаки и број 2 сум јас. Сега, Манаки е фотограф, Манаки е филмски снимател. Па некако се совпадна и јас сум и фотограф и филмски. И сега, кога он мене ми кажуваше тие работи све, јас зедов податоци и тогај у тој филмски преглед напишав една статија голема за него. Што има материјали све и ја го лансирав него у светот како еден од првите сниматели на Балканот.
Јас од 45 година, јас сум директор на филмската дирекција. У 45 година, у октомври месец, сум прв дописник на филмски новости од Белград за Македонија. Јас требаше да бидам директор тука и на Вардар филм. Меѓутим, јас бидејќи отидов у Чешка, друг постојава за директор на Вардар филм. И јас отидов у Чехословачка на специализација у Барандов, таму кај што се снима филми. Ја работев и кај чесите, и кај русите, и кај источно-германци. Таму, по една случајност, ја носев еден албум малечок ваков со фотографија од овдека. И му ги давав на режисерот Тушко, кој го снимаше Камениот цвет таму. Ја кај него работев таму. И многу се пријателивме, ама целото пријателство беше тоа зашо јас секдека сакав да влезам со луѓето, да можам да имам еден однос и покажував дека и јас нешто знам од таа работа. Кога се вративме назад, јас и држев предавање на овие нашите. Ние не знаевме ни сценарио, ни книга снимање, ни ништо. Јас сега им објашнявав дека за секој филм треба да има сценарио. Дури и репортажа, ако треба да се направи, што треба, како треба да се направи, треба да се напише таа работа, им држе предавање сето таа. И тогаш се формира Вардар филм. 48 година. У тоа време почна да се припрема снимањето на филмот Фросина. Требаше јас да го бидам снимател, меѓутоа јас се откажав. Јавно реков неќум, затоа што знаев Аки Павловски чекаше да може да ме начека негдека, да ми направи нека белјад за да ме избркаат уопште од таму, да ме нема таму, да не им пречам јас, зашо јас прво бев познат, ме знаева, сегдека има почитување и овона, меѓутоа таков не им требеше на нив, треба да ме ликвидираат мене. Покушава, меѓутоа не успеа таа работа да го направат. И сега што стана? Јас се откажав од таа работа и кого ќе прават? Нема кого други. Киро Билбил стана снимател на Фросина. Ама Киро Билбил договорено е све да оди за Америка. Со бродот Македонија треба да оди за Америка. И као што седеме, доаѓаат вика, други ден вика се оди за Америка, вика, еве ти и Кочо Нетков одите за Америка. Тие први филмски снимања на Дрнков од пред војната и првите снимања по ослободувањето на некој начин се надоврзуваат кон онаа нераскинлива традиција после Милтон Манаки, првиот снимател на Балканот, да таа традиција ја продолжи Благој Дрнков. Он реализираше неколку документарни филми. Но не знам правиот мотив, но претпоставувам тој фотоапаратот го имаше како прва љубов. И се добија печаток дека тој во окото има телеобјектив. Од еден народен вес тачно знае кој детај да го излачи. Ако одиме на пейсаж, знае тачно која оптика да ја стави за да го отслика пейсажот. И јас денес како ги гледам неговите фотографии од пейсажи, од мртва природа, јас слушам музика.
бев 4 години од Етнолошки музеј, дојде директор стана Гојко Секуловски таму. И тој од една случајност така знаеше зашто јас со таму отидем, а имаше вака верба во мене и мојата работа и ме наговори да се вратам назад. И еве ти вика, одма вика, добиеш филм, вика, земи да го работиш. И јас веднага тога се зафатив да го правам прво изморениот патник, тоа за вошчето кој од Скопје одеше до Охрид. Го направив филмот Белите штркови. Тоа ми беше мене, бидејќи јас сум ловжија и се занимав со лов и 2 години го студирав и седнавме и направивме филм. Во извршениот совет како фотограф работев 4 години. И таму оставив една колекција, ми се чини околу 3-4-5 илјади слайдова. Целата индустрија, целата Македонија, све што беше, све беше снимено и таму е оставено. И сите настани политички ова што беше, ги пратев, ги снимав и кога Тито дојде овдека у Македонија тогај, јас се пратев целата негова тура. Имав карт бланш за сегдека и у најнепосредна близина да доаѓам, никој не ми правеше, значи немаше тоа проблем. Со Тито си правевме муабет дури вака. И имаше еден момент кога Лазо ме представи да вака со детали вака да каже кој сум, што сум. И вика, он е самоук, фотограф, вика, тие се подобри, вика. Сакам да кажам, еве вака, тоа беше еден вака интересантен момент од животот, зашо бев у контакт со све што год се дешава во Македонија. Сега, кога го пратев јас Тито, тоа одеше низ цела Македонија, шетање беше се, беше интересантно тоа кога дојде на у Охрид на Свети Наум. Таму беше приреден ручек на острвото и муабет правиме, све разговори се прави, сето тоа се снима, се документира. Сега, кога он ја разгледуваше црквата и кога почна да се спуштаат подоле, се сеќавате, вие тоа е стрмо и тоа е се камења. Сега, они идат озгора надоле, а јас со апаратите на мене наредени све и одам надзадчки. Меѓутоа, као што идеве така, на еден камен се лизнав и треснав и си го скршив одека лактот. Меѓутоа, додека јас бев доле уште, само Тито притрча, ја се угрува, вика. Вика, море, добро пројдов, не е страшно ништо и си продолжувам да снимам. Иако ме боли овдека све, ама сега морам да завршам работата све. Никој од другите не дојде ни да мрдне од таму, ни да пријде. Само Тито беше тој. Автокефалноста на Македонската црква, таа се деси во Охрид и јас тоа направив да имаме документација и да имаме и за филм. И со камерата 16 мм направив филм целата работа. Ама кога дојде до Светиот Синод да се затвори, да заседава, да донесе одлука, ја доаѓам таму и владиката ми вика, нема таму унутре влегување, вика, тоа само Светиот Синод заседава. А јас му викам на него една работа, што да правиме, викам, ваша светлост. Вие сте, викам, патриарх, имате крст, носите, имате знак.
Па сега рекол, дај да направиме една работа, па и јас сум патриарх на фотографијата. Видите, ја имам светломер овдека, исто ко вас носам, документ еден дека сум нешто и јас у фотографијата. Затоа да можеме да го имаме како документ ова, дозволите ми да влезам унутре да го снимам. Погледа, јојде, нека си благословен Владико фотографски и влези унутре. Директор на целата телевизија беше Тозија. И јас отидов таму, јас стапив на работа таму и почнав да си работам и јас си правив сценарија, си снимав сам заправо прво време едно 2-3 филма оснимав заеднички со екипа како што се прави сега, како што вие одите цела екипа. Меѓутоа ситуацијата беше таква што едно сабајле се спремаме да одиме на терен. И јас доаѓам у 7 саат, треба да тргнеме. Јас доаѓам тачно у 7 саат и еден од асистентите и еден таму, не знам, други, од снимателот, ги нема, ги чекаме. Саат и пол закасниме, 8 и пол. Доваѓаат, синојче заглавиме, рече, малце, извините, рече, ама, рече, така, добро. Се сврши работа и јас доаѓам и му викам на Иван Тошевски, рекол, слушај, рекол, дај да се разбереме, не ми треба екипа мене више. Само еден човек ќе ми дадете за осветењето што да ми осветљава. Друго не ми треба ништо. Шофер сум си јас, со мојата кола одам, ми плаќава тоа. Зашто да доваѓаат они, кога никој не ми користи, ја треба да ги чекам по 2 сата за работа. Ја вака, кога сакам, ја одам. И сам си одем. Се зафатив со таа работа, тие стари занаати, многу убаво испадна, тие беа 3 имам награди од нив, за 3-те, 5 се направени така. Се пензионирав, се посветив исклучиво на фотографијата. Јас и така многу работев на тоа. Упоредно со снимањето на филм. Снимањето на телевизија, све, апаратот ја никој под него испуштив. Шеесеттите години ја осети дека уште многу луѓе не знаат дека постои Македонија и дека има таква земја. Целта ми беше една, само да чуят или да видат луѓе дека негдека постои земја Македонија. Да биде интересантна композицијата. Или ово е вака. Ово јас се сеќавам на еден филм руски, кај што тој кога бере пченица, вика золото, золото. И јас го направив золото, золото. Тука е цела работа. Парите. Сега што имаме? Овдека исто така имаме. Погледнете. Ово е овдека. Ова беше изорано све. Пролет. Ама
Овој го видов ја негдека далеко. Од таму му давав пари за да дојде овдека, да влезе овдека, да го поставам на овој ќуше за да може да композицијата да ми биде одржана. Да се види нешто необично, како он ора криво. Еве го овој. Овдека видите, овој стариот човек си одеше со магарето таму, овој мотор стоеше тука. И јас го натерав човекот да се качи на магарето, го вратив назад и сега што сакам да кажам, старото си оди, а техниката новото останува. Ете, тоа се идеи кои се прават така. Кога го снимав овај филмот за Маврелското езеро, што е и централите. Пред него, кога правевме сценарио уште за таа работа со Јован Поповски, јас поминав таму и јас еве го снимав Мавровско поле. Тога и сега е ова све езеро. А знаев дека тоа ќе ми притребе за документ, за да го покажам. Еве сега го покажам како изгледало некој пат доле езерото кај што беше. Значи, се треба да се мисли, нешто да се прави. Или еве вака малце да се вака и малце и комично, малце и овај све. Ова е една репортажа која ја имам снимено за филм, за Београдски филмски новости у села Миравци. Добив налог да идам таму и да направам една репортажа за берба на памукот, али да биде нешто да се види дека е богатство, памук, дека имаме и така натака. Јас тогаш се сеќавам на тие руските филмови кај што Казахстан кажува какви копи вакви големи прават, за да може да се види дека има огромен памук собираат они. Јас кога дојдов видов, ама дека тоа не може да се направи. И што направи? Им викам на тој председател таму за другата, најте даски и направивме ние као колиби даски. И памук собравме и наоколу направивме вакви копи. Направиме 3 копи вакви. Кога го гледаа кај сите луѓе беа зачудени каде може толку памук да се собере у Македонија за да може да се прави. Али команда било да се направи нешто необично, јас го направив. Меѓутим, јас направив фотографии од сета оваа работа. Да се види и денеска, ја ги покажам како се командувало некогаш да се направи нешто што не треба. Еве, тоа се вака згоди и незгоди кај што може да се видат. Фотографијата е покрај тоа што може да биде вака визуелна, да биде интересантна, убаво, она е и документ. Кај фотографијата има рецимо еден недостиг кој ако нешто направите, како ќе го направите, како ќе го штакнете, така ќе треба да го прикажете. Нема што друго таа. А со компјутерската фотографија може да се направи и еве може да ви кажам еден пример. Кога одам у парк, јас апаратот го носам и како што го носев апаратот, гледам вака, еве една интересна работа, пейсаж, го гледам вака пейсажот, ми се симпатично ми беше и штрахнав едно. Пројдох уште 5-6 метра, уште едно стракнав заради овие гранки овдека, овај и другото да биде, а првото беше оваа. И кога ги направив овие фотографии, кога зедов да ги гледам вака, како се огледува сето тоа во водата, ме тера нешто како да е, ама да завртам да го гледам вака. И кога гледам вака, погледнете, еве го крст. Еве го крст. И сега почнувам да гледам малце. Кога гледам овдека, како лик женски. Па гледам горе круна, а овдека гледам овај лик мушки, па и тој круна има. И јас ги нареков цар и царицата. У
Швајцарија 1985 година испадна една енциклопедија на познати фотографии во целиот свет. Во таа монографија од Македонија сум само јас. Имаше 5-6 души од Југославија, али е важно дека еден и од Македонија влегол во една таква монографија, единствена у светот за познати фотографии од 1839 до 1985 година. Години, 60 и колку ги имаме. И една година во брак сме. Само он у младите години, он што стварал, све што имал досега, све е тоа у семејството. Све ние сме му помагале за да он може тоа да го оствари. Имам 3 ќерки. Едната моментално живее, таа најстарата, моментално Лондон, она има ќерка таму и таму живее со неа. Доаѓа често овдека и таму е. Другата е овдека непосредна близина. Од неа имам еден внук и една внука. И имам една у Канада сега, најмалата ќерка, таа што беше. Она е таму у Канада со ќерка и мажот живеат таму се. Ете тоа е семејството. Он као сопруг е многу добар и со децата беше исто така добар. И никогаш они не осетија некоја голема празнина да го нема, зашто свикнаа со него. Каде е он на патија, каде е он на патија. Ја работам скоро 80 години на фотографијата. Животот треба да го земе човек као живот и да води сметка да не претеруе многу работи и да си го сака оноа што го има и да има некое задоволство од работата.
Hvala.